Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Американските законодавци бараат Обама да заземе подсврст став спрема либиското задушување на протестите. А ако сте се прашувале каков ефект има употребата на мобилниот телефон на вашиот мозок, ќе ви кажеме и за тоа, меѓу другото. Лојалистите на Гадафи денеска се на улиците на Триполи плашејќи ги жителите да излезат од домовите еден ден откако либискиот лидер Муамер Гадафи поттикна на напади на антивладините демонстранти. Во САД законодавците бараат администрацијата на Обама да заземе подсврст став спрема раководството на Либија. Сенаторот Џон Кери се залага за повторно воведување санкции што председателот Џорџ Буш ги стимна во 2003. Сенаторите Џон Маккейн и Џо Либерман бараат воспоставување на зона на забрането летање над Либија. А како ќе постапи администрацијата уште не се знае. За сега само се евакуираат американците од Триполи. Од другите вести, поранешниот шеф на кабинет на Белата куќа и поранешен клучен советник на председателот Обама ги мина сите правни препреки и стана градоначалник на Чикаго, третиот град по големина во САД, функција за која тој всушност ја напушти службата во Белата куќа. Ако сте на мобилен телефон за подолг период, многу е веројатно дека активноста на вашиот мозок е променета. Научниците ова го тврдат со сигурност, но не знаат дали тие промени се штетни. Нова студија покажа дека областа на мозокот најблиску до антената на телефонот покажува зголемен метаболизам на гликоза, што е мерка на активноста на мозокот кога телефонот е во функција. Фискалните проблеми на САД во целина не се тајна, но како тоа се отсликува во поединечни држави, на поединечни категории луѓе, е тоа што ќе ви го покажеме во продолжение, преку примерот на Висконсин, што веќе денес не е само таму, туку и во Охајо, а многу веројатно наскоро и насекаде. Гледајте за протестите и политичките битки за санирање на буџетите кои се длабоко во црвено. Студен дожд и мраз не ги спречил јадниците протестанти да дојдат во зградата на државниот капитол во Медисон, додека битката за балансирање на буџетот на Висконсин влезе во втората недела. Наставници, владини работници, па дури и полицијата и пожарникарите се приклучија на хорот гласови во ротундата на Капитолот кои не се согласуваат со потегот на гувернерот Скот Вокер за укинување на правото за колективно преговарање за работници во јавниот сектор. Ова е граунд зиро за нацијата. Ние дефинитивно сме на критична точка. Што се случува овде ќе се рефлектира низ целата држава. Малон Мичел е председател на професионалните пожарникари во Висконсин. Пожарникарите се изземени од контроверзниот план за затворање на буџетскиот дефицит од $137 милиони, но неговата организација гледа црвено светло во укинувањето на преговарачките права. Висконсин е еден вид тест за сите. Денис Дресанг е професор на Универзитетот на Висконсин. Тој е убеден дека исходот од буџетската битка може да има домино ефект низ САД. Гувернерот на Њу Џерси, републиканецот Крис Кристи, вели дека го поддржува Вокер. Кристи е на работ на судир со синдикатите, подготвувајќи се да го представи својот државен буџет. А назад во Висконсин, гувернерот не покажува знаци дека ќе попушти. Со овој буџет ние работиме за подобра иднина. Ако тоа сега не го сториме, ќе има тешки последици, не само за нас, туку и за нашите деца и за нивните деца. И како сега стојат работите, демократите кои се против мерката на гувернерот избегаа од државата за да го спречат изгласувањето на контроверзната легислатива. За кворум е потребен само еден демократ да гласа за во легислатурата под контрола на републиканците. А ние одиме понатамо. Street Sense е публикација во САД која е фокусирана на бездомниците, една околу 90-тина во светот. Излегува на 2 недели, а половината од содржината се есеи, поеми напишани од самите бездомници. Еве како тоа функционира. Ова е канцеларијата на Street Sense. Публикација која ги рефлектира размислувањата и искуствата од оние кои се дома на улица. Канцеларијата е во црквата на Богојавление во центарот на Вашингтон. Секоја втора среда, Street Sense излегува на улиците и препознатливите извици на колпортерите
и самите бездомници најавува што имаат бездомниците да кажат. Секој број се печати во 14.000 примероци. Од нив се продаваат по 10.000. Авторите на текстовите не се платени. Првите 2 страници ги пишуваат новинари од редакцијата, волонтери и приправници. Останатиот простор го пополнуваат самите бездомници со своји поеми и есеи. Само 2 од редакцијата на весникот имаат плата. Мери Ото е уредник. Дошла во Street Sense од Вашингтон Пост, каде добила едногодишен грант во Харвард да пишува за бездомништвото. Некои луѓе се бездомници неколку дена, а некои поголемија дел од животот. Лиза Гилеспи, одговорен уредник во весникот, вели дека Street Sense игра улога во животот на бездомниците, што другите медиуми ја немаат. Традиционалните медиуми обично не покриваат настани за сиромаштијата или за бездомниците, освен ако некој не почине или се случи голем собир за некоја кауза. Веда Симпсон го продава Street Sense веќе 4 години. Таа има постојана група на муштери, луѓе кои се привлечени од незиниот глас и од весникот. Пред да стане уличен продавач и самата била бездомник. Сега таа и незините 8 мачки имаат покрив над глава. Критичарите велат дека Street Sense е изговор за бездомниците да останат бездомници. Но копортерите велат дека продавањето на весникот им дава можност да бидат активни и да заработат пари, додека истовремено самите се своји газди. А утре ќе се вратиме на тема од областа на здравјето. Научниците изгледа дека нашле одговор на едно од најчестите прашања на луѓето кои имале рак. Дали ќе се врати и кога? Утре во Newsflash, кога се присутни високи нивоа на одреден протеин, голема е веројатноста дека ракот ќе се прошири во рок од 2 години. Гледајте повеќе во утрешната емисија. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. А за многу повеќе содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер!